Ден, Интересна тема. и на вас, и на сите гледачи на 1 ТВ. Се надевам дека имате убаво неделно попладне, а ние денес имаме прекрасен гостин. На моје задоволство и на ваше задоволство, денеска го имаме доктор Лазар Ѓуров, универзитетски професор, обучувач и председател на Институтот за симбиотика. Лазаре, добре ни дојдовте. Добро ве најдов, пошто сега сте тазе, да ви честитам за емисијата, да ви честитам за телевизијата, да ви посакам многу успеси. Се радувам што толку емотивно влеговте во ова што го правите и се гледа дека привлекувате многу внимание и посакувам навистина да го пополните просторот медиумски кој што во моментот е оставен и фалат професионалци кои што ќе влезат во тоа онака баш решително. Ви благодарам за убавите зборови и тука можеме да си го почнеме веднаш муабетот. Моето прво прашање така малце и општо и поврзано со спортот, чисто за гледачите да објасниме што представува емоционалната интелигенција и како таа се рефлектира и влијае на резултатите во спортот. Јас ќе го одговорам прво второто прашање, малку символично за да буквално ја илустрираме силата на емоционалната интелигенција. Тоа е како да имате возило што е Ферари, што има многу моќен мотор, кој што може да вози многу, меѓутоа, ако во него нема гориво или горивото што е ставено е неквалитетно, вие не можете да го искористите моторот. На таков начин емоционалната интелигенција влијае врз резултатите на спортистите. Ако тие во себе немаат соодветната емоција, може тие да ги знаат техниките, може да имаат доволно физичка кондиција, меѓутоа ако емоцијата не ги води, тие не можат да го постигнат врвниот резултат. И да го дадат својот максимум. Да го дадат максимум и да едноставно да извадат, да употребат се што научиле за да дојдат до резултатот. Првиот дел од прашањето беше што е емоционална интелигенција. Да. Способност да ги освестиме и управуваме своите емоции и способност да ги освестиме и управуваме емоциите на другите. Значи да можеме емоциите со нив да работиме. А што се емоции? Да објасниме за гледачите. Како се појавуваат емоциите? Од каде ни доаѓаат? Емоциите се внатрешна автоматска реакција. Природата ни ги вградила како механизам кој што ни дава информации за тоа каде се наоѓаме, како околината влијае на нас и дали некој имаме одредени потреби што не се задоволени. Тие не насочуваат на акција, не насочуваат на реагирање, не насочуваат да преземеме нешто. Сега, знаете како, ако ние сме пред настап, нас може да ни се појави емоција страв, а може да ни се појави емоција храброст. И од емоционалната интелигенција ќе ни помогне да направиме да ни се појави вистинската емоција или ако се појави стравот како со него да го канализираме за да дојде онаа вистинската што ќе не насочи да постигнеме резултат. Како емоционалната интелигенција може да се примени од аспект на тренер? Еве, јас сум тренер во пливачки клуб Бета, работам со категории на деца и многу е важно да го препознавам тоа во мојата работа. Иначе тука ќе напоменеме пред гледачите, за да сватат дека навистински верувам во овие работи и ги применувам. Јас сум дел од обуките на Институтот за симбиотика, па така минатиот викенд добив сертификат и завршив обука за комуникацијски вештини. Исто така завршив обука за емоционална интелигенција и уште една обука имам кај професорот Лазар, а тоа е менаџирање на конфликти. Сите овие работи посакав сама да ги развијам, односно да се посветам на својот личен развој, токму ради тоа затоа што работам и со млади студенти на Факултетот за физичка култура, спорт и здравје, во клубот работам со деца и мислам дека навистина на сите кадри од мојата струка, па не само од мојата струка, туку и пошироко, верувам дека на секој човек му треба, затоа што емоционалната интелигенција не е нешто со кое што се раѓаме, туку е нешто кое што го развиваме во текот на животот, му треба една ваква надградба. Па од тука би ве прашала, ако еден спортист, да речеме, постојано е критикуван, дали тој може да постигне максимум резултати? Некако имам чувство дека во нашето секојдневие тренерите давајте голови, цело време ги критикуваат. Зошто не го правите ова? Катастрофа си. Што мислите во однос на тој пристап? Прво би го искоментирал твојот дел за учество на обуките. Она што е за огромна пофалба е ти си човек кој што се реализирал во спортот, кој што е реализиран професионално е професор, меѓутоа воопшто нема его со кое што нели ќе дојде да научи нешто ново. Да, што е прекрасно и е добар пример за сите луѓе кои што се занимаваат со нешто дека сите не знаат се.
И навистина јас многу пријатно се изненадив кога те видов кога дел од обуките и во начинот на кој што се постави. Тоа треба да биде охрабрување за сите. Прашањето беше како емоционалната интелигенција може да ја помогне на тренерите. Тренерите треба да сватат дека спортистите се емоционални суштества и дека критиката понекогаш е продуктивна, но зависи од типот на личност. Некои луѓе може да ги натера да веруваат дека они не можат, ако постојано ги критикуваме. Мора да се прави баланс и генерално балансот треба да биде на ниво на проценка. Има луѓе што се поемотивни. Критиката кај нив влегува многу длабоко. И ние може да го убедиме дека он не бива. Од него не може да биде спортист. Не те бива, на момент ќе свати дека не го бива. Јас, пошто преку тебе малку се иницирав со ова и почнав да одам да гледам деца на мои пријатели кои се занимаваат со спорт и да го наблюдувам процесот. Многу се критикуваат. Точно. И баш сега бев гледав како тоа играат. не е добар педагошки пристап. Јас го приметувам тој кај моите колеги во пливачкиот спорт и мислам дека е повеќе од пола од децата ги губиме токму поради непедагошки и недобар пристап од тренерите, што е жалосно. Треба да се допре до детето. Бидејќи ако некој нешто прави, не само детето е спортистот, треба да се допре. Ако некој нешто прави од страв, нема да може да учествува целосно. На крајот на денот ќе го прави тоа со страв. Да. А ако некој ужива во тоа, се даде целосно, без страв од пораз, без страв од неуспех, едноставно во него ќе се појават поинакви сили кои што ќе направи тој да одигра така како што може да одигра. Мислам дека ако го прави со страв, ќе трае многу кратко. Ако го прави од задоволство, со љубов, со убава емоција, ќе трае подолго во спортот. И друго врзано за тренерите. Например, сега ние го гледаме настапот на телевизија, ама таму има еден куп тренажен процес во кој што има многу самодисциплина, многу кризи, можам, не можам, па пораз се случило. Тука тренерот мора да остави простор соодветно да поминат емоциите, да ги трансформира и тимот или индивидуата да се врати на здрави нозе. Дури самиот период на пребродување на поразот треба да биде стручно направен. Бидејќи ако го игнорираме, кај човекот ќе остане незадоволството и после некако не тренира со цела сила. Па он не си дозволил емоцијата на поразот, на непостигнатиот успех да ја канализира, да ја прифати, да ја изрази и потоа да влезе со нова сила напред. Како еден спортист може да примени емоционална интелигенција? Јас поаѓам од своето лично искуство, додека тренирав со американскиот тим на Флорида, во периодот после мојата прва Олимпијада 92 до 96 човекот кој што најмногу ми помогна да преживеам таму беше мојот психолог. Навистина поминав низ еден тежок процес. Ве пуштаат сама на 19 години во една средина на спортски зверови. Тоа се навистина сурова средина е спортот и се прави една природна селекција каде што послабите се отфрлаат, заминуваат, преживуваат буквално како спортисти најаките личности. Не оние кои се физички најспремни, туку оние кои што имаат најдобра психолошка подготовка. И тогаш сватив дека кај нас во Македонија па скоро воопшто не се работи на психолошка подготовка на спортистите, затоа прашањето ми е како вие ќе им помогнете во вашиот одговор да има навистина конкретно како еден спортист може да примени емоционална интелигенција. Јас се сеќавам на твоето споделување во текот на обуката за емоционална интелигенција, кога сподели дека психологот ти се обратил со зборовите, ама ако јас верувам дека ти можеш да бидеш победник, зошто ти не веруваш дека можеш да бидеш победник? Да, ако јас верувам во тебе, зошто ти не би верувала во себе? Зошто ти сама не веруваш во себе? Тренерите треба да работат на себе, но и самите спортисти може да се насочат на едукација за да може да ги развиват емоционалната интелигенција кај себе. Се правени истражувања во спортот. Она што јас го знам е во делот на бизнисот, треба се знае дека 80% од успехот зависи од емоционалната интелигенција. Спортистите треба да знаат дека мора да се продлабочат познавајќи се себе си, познавајќи ги својот емотивен свет и да најдат начин да го канализираат соодветно, за да можат да ги развијат вистинските емоции на прифаќање, на изразување и во соодветниот момент да ја најдат емоцијата која што ќе ги потикне да постигнат успех. Воедно да научат дека не треба да се споредуваат со други, затоа што секој со конкуренцијата, посебно со тие со кои што едноставно секој е различен. И да работат на себе.
да сватат колку тоа е важно. Тука е самодисциплината, тука е начинот на соочување со порази, тука е упорноста, тука е поставување на цели и емоционална идентификација со нив. Да. Тука е вербата во себе дека можеш. Тука е гледање на себе како победник. Токму Ти не така. влегуваш на терен за да одиграш, ти влегуваш да ги... Ама германци се они, кои сакат нека се, и ние играме со две раци и они играат со две раци. Така е. Професоре, ми беше на вистина огромно задоволство за вакви исцрпни одговори што добивме од вас. Се надевам дека ќе пробудиме и ќе подигнеме дел од свеста на луѓето кои што работат со спортистите. И можеме ли да им ветиме дека јас и вие ќе организираме една обука за тренерите за емоционална интелигенција? Еве нека биде преку некоја спортска институција, дали тоа ќе биде Македонскиот олимписки комитет или Агенцијата за спорт и млади. Навистина е неопходно тоа да го направиме, па да им ветиме на гледачите и на тренерите дека ќе го организираме тоа. Ветуваме. Како обука или семинар. Со драго, едукативно. со драго срце ќе споделиме се што знаеме, за да можат они да го препознаат, интегрираат и Македонија да постигнува подобри резултати. Уште еднаш ви благодарам за гостувањето, ми беше благодарам чест и задоволство. И мене. А сега, почитувани гледачи, продолжуваме со најинтересните спортски